Европските земји ја продолжуваат битката со коронавирусот. Велика Британија стана првата европска држава во која се регистрирани над 50.000 смртни случаи. Во Германија Министерството за здравство соопшти дека рестрикциите за бизнисот и за јавниот живот веројатно нема да бидат укинати во декември или јануари. Русија се доближува до бројката од 2 милиона инфицирани и е една од државите со најголем број на случаи на COVID-19 по Соединетите Американски држави, Индија и Бразил. Во Соединетите држави е обновена препораката за носење маски, како една од најважните превентивни мерки против ширењето на вирусот. Во 25 држави тоа е задолжително. Само во минатата недела во Соединетите Американски држави се регистрирани над милион заболени. Експерименталниот третман со антитела е одобрен во Соединетите Американски држави. Станува збор за моноклонирани антитела, копија на протеинот кој го продуцира имунитетниот систем за борба против инфекции. Одобрен е за пациенти кои се инфицирани, но не се хоспитализирани, а кај нив постои ризик од посериозно заболување од други причини. Уште еден третман со антитела, оној на Регенерон, чека на одобрение. Едно истражување покажа дека 20% од пациентите кои прележале COVID-19 имаат подоцна психијатриски проблеми, како депресија или несоница. Зголемен е ризикот и од деменција. Обединетите нации го повторија предупредувањето за катастрофалните последици врз економијата од мерките против COVID-19. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш зборуваше за ова на состанокот на групата 77 земји во развој. The pandemic has pushed us towards one of the worst recessions in modern times, which is having a devastating effect on the most vulnerable countries and peoples. The progress we have made together over recent decades on your top priorities, eradicating poverty and hunger, increasing opportunities for all, and reducing inequalities within and between countries, that progress is being eroded in a matter of months. И Светската програма за храна соопшти дека 2021 година може да донесе глад од библиски размери во некои држави и региони во светот. Американската фармацевтска компанија Модерна соопшти дека првичните податоци од масовните тестирања на нивната вакцина покажувале над 94% успешност и оти побарале одобрение за користење. Модерна тврди и дека вакцината е безбедна. Угур Сахин, извршен директор на BioNTech, кој е партнер на компанијата Pfizer во развојот на се поизвестната вакцина, изјави дека овие компании преговараат со регулаторите во повеќе држави за одобрение на дистрибуција на вакцината. Првите одобренија се очекуваат во Соединетите држави или Европа, но дистрибуцијата би започнала најрано во средината на декември. Според Сахин, престои тешка зима, а првите олеснувања во врска со пандемијата можат да се очекуваат во март или април. Овие компании најавуваат производство на 50 милиони дози од вакцината до крајот на годинава, но проблем ќе биде и дистрибуцијата, поради специфичните услови за транспорт. И други компании кои се во последна фаза од тестирањата се очекува да ги имаат прелиминарните резултати во наредните недели.